На површина од 6700 метри квадратни со капацитет од 210 кревети, комплетно опремен, новиот објект на Институтот за белодробни заболувања кај децата беше промовиран пред премиерот, министерот за здравство, представници од централната и локалната власт и бројни здравствени работници. На местото на некогашните дотраени бараки стари 5 децении е изградена од темел нова болница што представува еден од најкрупните проекти во здравството, вреден 7 милиони евра, рече премиерот Никола Груевски. Денес со големо задоволство можеме да констатираме дека Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле врти нов лист од својата историја. За разлика од претходно, каде што во секоја соба биле сместувани по 4 или 5 деца, а за родителите во најголем број случаи немало место да останат, новиот објект нуди услови да секој родител може да остане со своето дете, а во секоја соба да има најмногу 2 деца со нивните родители. Дополнително, објектот содржи дневна болница со капацитет за згрижување од 30 до 40 деца на дневна основа, а во овој објект со одлука на влада за прв пат ќе биде сместен и центарот за цистична фиброза. Министерот за здравство Тодоров рече дека за разлика од претходно, кога имало 2 општи и 4 специјалистички амбуланти, во новиот објект ќе функционираат 18 амбуланти, а за децата да се чувствуваат попријатно ќе има и игротеки. Тодоров најави дека во институтот за најмногу 2 часа ќе може да се направат сите неопходни прегледи и испитувања. Во насока на реализирање на една од целите на институтот, поставување на брза дијагностика, како и намалено време на чекање на пациентите, институтот има комплетно опремена лабораторија, микробиологија, рентген дијагностика, физикална и спирометрија, оториноларингологија, еходијагностика, кои возможуваат брзо и ефикасно извршување на здравствените услуги. Просечното време на завршување на дијагностика по пациент се очекува да биде помалку од 2 часа по пациент, што е на ранг на најразвиените европски стандарди, а веројатно и реткост во Европа. Изминатите години додека се градеше новиот објект, 60% од медицинскиот кадар бил на обука во реномирани болници во странство. Според надлежните, во детската болница во Козле, медицинска помош бараат годишно околу 40.000 деца, а 4.000 деца се лекуваат болнички.